Дебатата замре, консензусот останува далечен. Власта и опозицијата не успеаа да се договорат за измени на изборното законодавство. Денеска истекува последниот ден од грејс периодот за изборниот законник, но партиите наместо да градат заеднички став, продолжија со меѓусебните обвинувања околу тоа кој е виновен за блокадата на законот. Од власта прстот го вперуваат во опозицијата. Не сум оптимист, затоа што имаме работа со неодговорни и незрели политичари во опозицијата. Поминаа денови, тие се натегаа кој кого ќе го викне и каде ќе содржи тој состанок помеѓу опозицијата. Јас денеска еве ги повикувам на зрелост, на одговорност и претседателите на Демократската унија за интеграција, СДСМ, Левица, крилата на Зијадин Села, на Арбен Таравај да седнат заедно како опозицијски партии да се договорат. Меѓусебните обвинувања пак продолжуваат и во опозицијските редови. СДСМ и Левица со тврдења дека и едните и другите имаат договор со премиерот Мицкоски. Социјалдемократите сметаат дека Левица ја штити власта со нападите врз нив и со спречување на секој обид за опозицијско обединување. Се знаат сите кои од Левица одеа на средби со Мицкоски. Се знае и кои пратеници останаа во собраниската сала заедно со ВМРО ОКГ во моментот кога опозицијата ја напушти седницата по навредите на Мицкоски. Тоа не е опозицијско однесување, тоа е јавна и јасна соработка со власта. Левица нема таен договор со Мицкоски. Договорот е јавен и јасен. Од Левица пак тврдат дека социјалдемократите се кочничари на опозицијското обединување околу моделот со една изборна единица. Одбивањето на СДСМ да се вклучи во опозицијско обединување околу една изборна единица представува свесна саботажа. СДСМ останаа цврсто на тајниот договор со ДПМН за изборниот законник да остане недопрен. Овие две партии веруваат дека со тоа истовремено и штетат на Левица и си обезбедуваат собствен опстанок преку изборниот модел и повторната неможност за политичко рекламирање на Левица. По неуспехот да се постигне договор околу изборниот законник, премиерот порача дека владата е фокусирана на мандатот до 2028 година, но доколку бидат предизвикани за предвремени избори, веднаш се подготвени да одговорат на тоа. Од опозицијата порачаа дека Мицкоски е дотеран до зид и нема излез, освен предвремени избори.